2015 година ја оценуваме како доста успешна за општина Центар. Нас ни е многу драго што тоа беше препознаено од граѓаните, особено на нашата општина, но она што е интересно, претпоставаме и нормално, затоа што штом се работи за централно градско подрачје, тогаш имаме ефектот и пошироко. Многу ни значи тоа што овие резултати се признати, но се разбира секогаш може повеќе и нашата интенција е 2016 година да биде во буквален смисол и кулминација на сето она што го имаме овде како организација и веќе припремни од проекти за она што сакаме да го направиме во 2015 година. Се разбира, прв приоритет или еден од главните приоритети во 2015 година, ќе се обидам накратко да поминам низ 2015 година, не сакам да го задржам времето, околу 2016 ќе се задржиме малку повеќе. Приоритет беа младите и децата, се погриживме навистина многу да создадеме подобри услови за нив, тие се иднината на нашата држава. Од тој аспект ги реконструиравме првиот и вториот блок на градинката 13 ноември, тој е матични обект, што значи дека ние фактички откако го отворивме и поголем дел од вас беа присутни на отворањето, завршуваме сега и со горниот дел, што значи дека ние минатата година комплетно реновирање имавме на објектот 13 ноември, фактички само фасадата, зидовите останаа од она што беше порано градинката. Потоа се разбира, следуваше главната капитална инвестиција во текот на минатата година, тоа беше новата градинка Кочорацин, која што многу ми е драго што според оценките можеби не е но едно од најсовремените во регионот и пошироко. И тоа се случи за прв пат по 40 години во општина Центар. За градинката мислам дека зборувавме доволно. Меѓутоа изградене по сите најсовремени стандарди. Многу ми е драго што конечно во пресед излезе Министерството за финансии, па откако добивме дозвола и од ресорното министерство, тоа е Министерството за труд и социјална политика, сега веќе односно од 15 ќе работат и горниот кат, значи детските јасли, значи капацитетот ќе работи со полна пара. Изградивме и две детски игралишта кај Кали и кај градскиот зид кај агромеханика. Во областа на детската заштита сакам да споменам дека општина Центар и понатаму, значи и лани, но и оваа година ќе дава најголема помош за новороденчињата, таа изнесе од 7.000 денари. За основците организиравме за нив омилената Лига Центар, која што не само што возможува спорт и рекреација, тука сакаме да ги поддржиме оние кои што се најталентирани и затоа и понатаму, значи лани и оваа година ќе продолжиме со од сите 7 основни училишта ќе ги поддржиме оние кои што се најталентирани во сите спортови во кои што се одржуваат Лига Центар. Се разбира, секаде поставивме држаци за велосипеди и урбана опрема. Доделивме и значителна парична помош за спортските клубови и за успешните спортисти. Реконструиравме две игралишта, една е во населбата Пролет, зборувам за мал фудбал, друга е во паркот на франкофонијата. Јавноста беше сведок дека особено почнавме со проектот Работно лето, па потоа и есента, зимата фактички последната улица ја асфалтиравме на 30 декември. Значи направивме поубави, побезбедни улици, побезбедни за минувачите и за оние кои што учествуваат во сообраќајот. Реконструиравме ни помалку ни повеќе туку 11 улици, односно 13.665 метри квадратни колост и тротоари и 650 метри атмосферска и водоводна мрежа. По 15 години најголемиот проблем, тоа е просторот кај билната аптека, доби комплетен нов лик. Не само што имавме реконструкција на 2150 метри квадратни, туку поставивме 11 канделабри и влеговме во решавање на атмосферската канализација. Таа изнесуваше во должина од 135 метри. Исто така и пјацетата кај Јоаким Крчовски ја започнавме и на друго место завршуваме многу брзо и со другите пјацети. Едната е веќе во тек, можете да видите веднаш по пресот, тоа е спроти Соборниот храм. Горди сме во општина Центар и во она што е сработено во делот на културата, ја отворивме и втората читална, овој пат таа се нареков Мацо Шопов, и она што беше многу битно, а го направивме при крајот на минатата година, повторно го отворивме култното место, кинокултура, каде што независната културна сцена сега има простор каде да ги одигра своите представи, каде да има своји изложби така натаму и навистина младите уметници да имаат конечно простор каде може својата уметност да ја покажат.
Успеавме да обезбедиме многу битен простор за младите. Тоа е така наречената канцеларија за млади, каде креативните умови работат, но не само територијата центар, туку и пошироко во град Скопје. Таму се сместени речи сите невладини организации кои што функционираат на нашата територија. Се разбира, не ги заборавивме повозрастните, го оформивме центарот сервисен Нега Плюс, кој што е достапен за сите жители, кој што има посебни пакети за нега на возрастите и се разбира, подложивме понатаму со отварање на пензиски клубови, отворивме минатата година 3 нови пензиски клубови. Се разбира, можеби главниот приоритет беше зелениното, оно што беше нана за 13 години буквално насила одземено од граѓаните. Садењето на зеленилото и понатаму беше наш фокус. Направивме 3 нови паркови со вкупна површина од 10.000 метри квадратни зелена површина. Засадивме 300 нови дрва. Би сакал да напоменам дека не зборуваме никогаш за фиданки и за мали дрвја, туку зборуваме за високо школувани дрва. Потоа 7.000 грмушки и 3.000 цветни расади, со надеж дека полека но сигурно ќе ги враќаме белите дробови во централното градско подрачје. Оно што е многу битно е што секаде ли речи, секаде поставивме и систем за полевање, за да може зеленилото да биде одржливо и понатаму. Ова година обновивме и 2 енергетски фасади со термичка изолација и се разбира дословно одржувајќи го критериумот под А да тоа биде на вистина термичка изолација, енергетско ефикасни објекти, што значи не само од напред, туку и од позади има енергетска ефикасност. И број 2, главниот критериум, покрај првиот, секаде го задржавме првобитниот изглед во соработка со граѓаните. Самите жители на зградите, самите станари одлучуваат како ќе изгледа објектот, односно во која боја евентуално ќе биде освежен. Минатата година продолживме со проектот Цел центар на Точак, доделивме субвенции над 1000, значи точно 1047 нови велосипеди во општинен центар и вкупниот број сега е на 2000, но се разбира продолжуваме и во 2016 година. Важен проект после сите, особено после сите сообраќајни несреќи што се случува во центари во нашиот главен град, за жал голем број од нив однесоа и жртви. Го започнавме нашиот проект на инсталирање на мирни зони, започнавме како што знаете со Дебармало. Дебармало стана зона 30, значи максималната дозволена брзина е 30, сакаме да продолжиме оваа година и понатаму. Културата, по неја заборавивме, се разбира, спомнав нешто претходно, годината завршивме со манифестацијата Град во градот, веќе трета година поред, тој убедливо највеселото, најживото место во текот на новогодишната ноќ. Изминатите 365 дени одржавме 49, односно 50 средби со граѓаните, рековме дека ќе бидеме отворени. Секој месец функционира отворен ден со граѓаните, тоа е последната среда од месецот. Организиравме потоа расправи за деталните урбанистички планови, разни граѓански форуми и така натаму. Дозволете да преминам сега на проектите на општинен центар за 2016 година. Нашиот фокус во 2016 ќе биде поделен на 5 сегменти. Прво е основното образование, градинките и детската заштита. Број 2 инфраструктурните решенија. Број 3 паркирањето. Број 4 јавната хигиена и број 3 зелените површини. Од аспект на градинки и детска заштита остануваат следните приоритети. Капитални инвестиции во општината во оваа област се завршување, како што кажав, на матичниот објект на градинката 13 ноември. Потоа, доколку успееме да ги добиеме средствата од фондовите на Европската унија, нови фасади за градинките Пинокио и Јасмин, тоа се клоновите. Потоа, најголем дел од буџетот е за ослободување на родителите од дополнителните трошоци. Тоа што го направивме минатата година како пилот проект беше, се разбира, очекував тоа да се случи прифатено од родителите. Значи, понатаму обезбедувањето нема да биде на сметка на граѓаните, ќе биде на товар на општината, потоа бесплатните часови по англиски јазик во сите 3 групи нема да биде на товар на граѓаните, туку ќе биде товар на општината и бесплатни часови по физичко воспитување. Дел од буџетот и понатаму како минатата година ќе оди за мотивирање на вработените. Знаете дека имаме награда за најуспешните негователки во нашите градинки. Приоритет се разбира ќе бидат основните училишта. Она што посебно
е битно за граѓаните на општинен центар, а особено за жителите на најголемата населба во општината, тоа е Капиштец. Оваа година започнуваме со изградба на новото основно училиште. Меѓутоа ќе извршиме реновирање на постоечките училишта, потоа намалување на трошоците на родителите и во основните училишта повеќе родителите нема да плаќат не само за обезбедувањето, туку и екскурзиите еднодневни ќе бидат на товар на општината, не на родителите, и мотивирањето на вработените во образованието и за предметните наставници и за наставниците кои што се раководители на оделението, значи за класните, имаме награда за оние кои што се најуспешни. Основното училиште Капиштец е посебен фокус за оваа година. Реков ќе започне изградбата во текот на 2016 година, ги имате вкупниот износ. Вчера испративме соопштение дека веќе на првата наредна седница очекуваме да се донесат, да се изгласат две битни точки. Првата точка е дека основното училиште, значи имаме точка за формирање на основно училиште. Се договоривме да основното училиште го носи името Капиштец. После сето на што го видовме наназад, на менување на имиња, на историски личности, заслужни, не сакаме повеќе да се доведуваме во саа ситуација, нити една политичка гарнитура да не може да манипулира со ова, така да основното училиште ќе го носи предлогот, сарајевски советниците тоа ќе го одлучат, да го носи името Капиштец. На крајот на криштата многу прецизно ќе се знае каде точно е лоцирано. Иста е амбицијата, знам дека делува нескромно, но мора така да работиме во општен центар, особено како што и оваа градинка е најсовремената во Република Македонија. Ние имаме цврста намера да го изградиме најсовременото училиште воопшто досега изградено во Република Македонија. Втората точка ќе биде задолжувањето. Тоа нема да предизвика дополнителен удар врз буџетот на општината, затоа што се ослободивме во текот на минатата година од тој кредит кој што беше подигнат од претходното раководство. Тоа беше за катната гаража кај НИП Нова Македонија. Ние одлучивме да не ја градиме, нема потреба од такво нешто. За нас приоритет се градинките и основните училишта. Потоа одиме со еден голив проблем. Лично знам и јас учев таму и моите деца се сега таму. Тоа е наистина малиот капацитет на основното училиште Гоце Делчев. Набавката треба да започне деновиве, значи ќе вршиме доградба на основното училиште со што конечно може да кажеме дека наставата ќе се одвива во една смена, а ќе може училиштето да работи многу по-рентабилно, затоа што ќе може да ги издава тие простори. И се разбира нова фасадна столарија, комплетно сменета во целото основно училиште Димитар Миладинов, за што 50% средствата ги одделува општината, 50% Институтот Отворено општество. Кажа веќе за поддршката која што ќе ја дадеме за бесплатно обезбедување на објектите, еднодневната екскурзија, и одвоивме се разбира средства 700.000 денари за стипендиите на најталентираните ученици во општина Центар. Имате можност да во материјалите на крај ќе ги добиете сите материјали кои што ги презентираме и кои што јас ги зборам овде. Инфраструктурните решенија сакав во однос на буџетот како се поделени да бидат известени граѓаните дека 26,9, односно 27% ќе се одвојат, ќе одат за изградба и реконструкција на тротоари, пешачки, велосипедски патеки и оние архитектонски бариери. Потоа 22,5% ќе одат за изградба и реконструкција на коловози, изградба на други објекти 19,2%, изградба на реконструкција на атмосферска мрежа 6,9%, изградба и реконструкција на фекална мрежа 5,7%, надовес на одземен имот, тоа е на експроприација од 4,6%, изградба на реконструкција на водоводна мрежа 2,8% и останатите трошоци се близу 12, односно 11,5%. Накратко, околу инфраструктурните решенија по области, одлучивме да се фокусираме на реконструкција на улици мощне битни во 3 населби. Маџир Мало, до сега знаете дека со неколку мандати наназад беше едно мало оставено. На милост и немилост влегуваме, значи, со најбитната улица таму и уште две дополнителни во Маџир Мало, тоа е Ѓуро Џоновиќ уште две, и тоа не само коловоз, туку комплетно решавање на водоводната мрежа, потоа долноводно и Тасино Чешмиче. Веќе сме многу близу при стартот на вториот дел од Боемската улица. Тоа е на улица која што започнува од Идадија, ќе се протега некаде до основното училиште Колен Делковски. Набавката треба да започне многу брзо.
меѓутоа едниот сегмент од тој проект веќе започна, затоа што и денес како погледнеме можете да видите дека веќе се работи на водоводната мрежа и таа е при крај. Значи, она што го имавме во Боемската улица 1, ќе го видиме и на Боемска улица 2, ќе биде многу слично решено и помеѓу другото зоната 30 во Дебармало е затоа што овде повеќе нема да има движење на автомобили или ќе бидат тие ограничени во еден временски сегмент навечер, што значи дека она интенција што сите локални заедници имаат во сите држави да се освои, да кажам на некој начин, еден простор кој што ќе биде за како пешачка зона, успеваме и тука да направиме, но ќе биде со истиот квалитет, со истите материјали. И понатаму очекувам да биде оваа уште поубава улица, затоа што тука има повеќе ресторани, повеќе угостителски објекти кои што веќе се прилично етаблирани во нашата општина и во нашиот град, па и во државата. Реков за Маџимало ќе се инвестира 70 милиони денари, потоа за долноводно реконструкција на 11 улици. Ова е многу амбициозен проект, меѓутоа се обидуваме да навлеземе навистина сериозно во водно и на оваа година планираме да реконструираме 11 улици. Потоа реализација на инфраструктурата за локалитетот Тасино Чешмиче, средствата се прикажани. Она што е исто така битно е реконструкција, значи завршуваме со Ленинова, веќе завршивме со оној сегмент кој што одеше од Илинденска до Парк, па пред Нова година завршивме со делот од Илинденска до Орци Николов и сега останува, ако трнам назад, значи од Орци Николов до Партизанска да можеме целосно да го завршиме тој објект. Таа улица, се извинам, многу ми напрашуваат што со оној прв дел или втор, како сакате, од Ленинова, тој од клубот на пратеници до Партизанска, ќе се обидеме и оваа година да влеземе во конечно решение на тој проект. И локалитетот Пресвета Богородица со делна изградба и реконструкција на стамбена улица 3, стамбена улица 2 и пешачка улица 102. За новите паркинг места ќе зборува директор на Паркинзи општински центар. Јас само на крај да завршам со тоа дека и понатаму ќе продолжиме центар да биде зелена општина во 2016 година. Потовно одиме со специјална грижа и проширување на зелените површини, ќе одиме со екокачења во стилот на она што претходно го правевме, иначе ќе ги довршиме сите градски зида кои што се во општински центар. Остана уште две, тоа е оној градски зид позади Малага, значи кај францускиот културен центар, и останува градскиот зид кај Зелено пазарче. Со тоа се надам на крајот на мандатот да излеземе со една убава констатација дека буквално реновиравме зеленило, урбана опрема, поставување на систем за наводнување на сите површини кај градскиот зид, потоа зеленување на просторот кај зградите на Рузвелтова, позади се извинам Рузвелтова, имаме посебни неколку качења во Дебармало и улицата Питугули во близина на Полска амбасада. Вториот дел од Питугули ќе го продолжиме оваа година, тоа е во оние 11 улици, првата знаете дека беше пред 2 години. Во заштита на животната средина продолжуваме со енергетско ефикасните фасади, продолжуваме со субвенции на велосипедите, планирана е реконструкција на 4 нови фасади и се разбира, како што кажав, и 1000 нови велосипеди со проектот Центар на Точак, со што би, се надам ќе се пофалиме конкретно годината, дека сме успеале да добиеме во општински центар да помогнеме набавка на 3000 нови велосипеди во општината. Она што сакам да го најавам за крај како две многу битни проекти на нашата општина, тоа што конечно општински центар ќе работи со своји возила за чистење, значи не само оние работници кои што ги ангажираме. Тендерот е веќе при крај, треба да заврши на 20, значи по 20 јануар во општински центар ќе имаме нови возила и нови машини за чистење на улиците, тие ќе бидат брендирани во знакот на општината и нема да остане ниту една улица во општината која што нема да биде предмет на чистење од страна на овие возила. Сметам дека не е доволно, дека може многу повеќе, центар тоа го заслужува. Не можам да кажам дека немаме поддршка од комунална хигиена, тоа е јавно претпријатие под хигиеници на градот, но ние оваа година започнуваме со работа со наши возила, тие ќе бидат изнајмени и возилата и работниците. И јас ги молам граѓаните веќе да се вклучат во оваа акција и да почнат да ни сигнализираат каде треба да помине возилото ако евентуално не биде ставено на картата.